Како луѓето успeva ли некој да седи додека вие свидите, пеете, имам во тоа џабе само така збориш. Не може само да за прв пат сте нема во летно студио. За прв пат прекрасно е, ми се допаѓа и местово, прекрасен хотел. Ние како и секогаш. Благодариме, можам да го кажам истото и за облечени во тој новиот сега што е модерен некој каубојски вај. Тоа ме интересира, тука ме интересира, токму имам едно прашање. Како се случи таа ситуација да токму вие заедно настапувате? Ете пример, Трајче и Рада настапуваат долги години кај. Еве како Јоана дојде да биде дел од вас? Јоана, сакам да што го слушам тоа. Рада, пример, еве кажи ми ти како го прифаќаш ова? До сега беше единствена жена во бендот, сега има плюс уште еден некој што се приклучува и кради туги срца машки па и женски. Ново време. Или Трајче да не ги краде, не знам, машките срца. Само да ти кажам дека само успешна жена може така да каже, или она жена која што има самодоверба може да каже за друга жена, убава е, може да биде заедно. Јана, кажи ми, знаеш ли нешто македонски? Како ги поздравуваш кај нас, еве пример, како ќе поздравиш македонската? Јана, ние имаме тука една девојка што е од Кенија, така што веќе нас ни е тоа секојдневие да се зборува ете плюс уште еден јазик или да се зборува така некој интересен македонски. Не си сама, еве имаме тука уште една. Сакам да те прашам, имаш голема бројка на следбеници на Инстаграм, 140.000. Кажи ми, тие се тука за тебе или за музиката? Зашто се тие сите луѓе дојдени таму, собрани на едно место? Не. Νομίζω είναι συνδυασμός και των δύο. Γιατί τους αρέσει που είναι κάτι διαφορετικό, που μια κοπέλα παίζει του μπερλέκι, αλλά είναι και η ενέργεια, είναι το κάτι διαφορετικό που ελκύει τους ανθρώπους. Сега друго сакам нешто да прашам, дали кога повеќе ставаа луѓето на стори, кога повеќе снимаа видеа, порано или сега? Мислам, вие навистина сте популарни кај нас многу долго време. Од секогаш имало каде и да настапувате, тоа е несомнено. Но ете пример, има ли сега некоја разлика, еве Рада може да ме каже? Па има поголема разлика. Има поголема разлика? Затоа што сепак Јоана е атракција. Новитет? Само ги снимаат. Ја можам да си запала веднага и си пијам кафе. Ништо, ти љубоморен си Трајче, јас гледам. Гледам. Многу сум Гледам. Едва чекам кафе ќе се напијам. Ама, што си љубоморен, гледај, седиш покрај 4 жени. И тоа сите убави жени. Затоа што он е најлуд. Јас сум си нарцис. Сварно? Трајче, бре, јас реков ке кажеш, види толку прекрасни девојки, јас паѓам во сенка. Ти не. Само запеем една песна. После тоа Јана. Како ја одржувам убавината? Како се негуваш себе? Па млеко за тело. Сако веќе збориме, не знам, за на плажа Да ли? бе, како се ја негуваш убавината? Третмани, лево, десно, дали се третираш сама себе? Дали сакаш да се негуваш кожа, тело, лице? Да, секако. Да, сакаш да вежбаш. вежбаш. Внимание на кожата, сега не е дека нешто идам на козметичар, пошто немам нешто проблематична кожа. Нема така ќе помисли некој дека никогаш не идеш па на козметичар? Па добро, не лошо ова. Не, па што да лажам, не знам. Мајка природа. Па одиш, нели? Шепкаше ова, онака. Па добро. Па да. Идам трепки, веги, ми прават тако. Пак машко прашање. Пак машко. кажу. Трајче, ти од каде знаеш толку женски работи за Рада? За Рада? Јас за Епа. мене си ги знам. Ама не ти за неја сега ги Не, одговори. јас за мене си ги одговарам, зашто јас си ставам овде крема, овде еликсир. Значи, Ти се негуваш, се значи. негувам. А Јоана? Δεν κάνω τίποτα. Τα βαριέμαι πολύ αυτά. Аз Περιποιείται πιο πολύ από μένα, στο λέω εγώ. Τα αρώματά του, τις κρέμες του. Трајче повеќе се одржувам. Εγώ και η Ράντα τελευταία στιγμή. Αυτός περιποιείται. Леле, Ја сега и Рада ова била ќе во излезе последен само момент. да ви кажам нешто смешно. Значи во претходна зашто мажите сакаат И пак види машки. попрва. Јас сега разбирам. Јас тука сакам да ги поздравам нашите Еберлин биокозметика, заради тоа ве прашав, затоа што тие имаат токму една специфична нега на креми за секоја индивидуална кожа, за која што нема да ви биде потребно премногу, како Трајче што кажа, туку ќе ви биде потребно едно, а ќе бидете покриени. Така ли? Тука Трајче имаме и за тебе, не само за дамите, повели. Фала, Ова е фала. за тебе, Фала. ова е за Јоана, Oh, thank you. повели. Рада, Добро, еве го и за тебе, ајде ќе станам тука да ти го Ала, донесам, ти. повели. Тоа е едно мало подароче од нив, ќе си го отвори. Добро, може и сега, може и после кога сакате, Браво. имате ампула за Баш лице. убаво.
Фала многу. некои кремички, ете така. Тоа ни се нашите главни поддржувачи и сега одиме да видиме што има од прашање. Трајча Рада. Кога сме веќе кај сцената и патот до успехот, кога последен пат некој ве потценил како естрадни уметници? Дај го тоа. Слободно. Тоа ми Ќе ти- беше Нема проблем. Еве тука сум. Јас сметам се малце нескромна ќе бидам. Не искрено. треба да бидеш скромна. Што веќе од дете се бавам со музика и имаме нели доста измина труд. И ние реално си ја знаеме вредноста, не нешто да се преценуваме, него едноставно си свесен за својата Добра. вредност. Кога некој ќе проба или сака да не потцени, во тој случај си викам, добро, не упси, или не си музикален, или било што, и не се замарам јас, не ме допира. Навистина. А како се случува тоа што најчесто ви како пример го приметувате тоа дека некој се обидува нешто да ви направи или да ве потцени некако да ви се подсмева или било што? Па не. За случај музика ми се пример не е случило тоа. добро. Ни мене не ме допира воопшто. Не ми се случило, можда... Сега, во моментот не можам да се сетам. Имало случаи можда. Добро. ама Не ми текнува во моментот. Иначе, За нас е тоа што прашање, го така не кажеш, за тоа е тоа. За вас е прашањето, за Јоана. Јоана сега ни е многу нова тука, така што не знам дали ја подценува ли македонската публика. Некогаш јас не верувам дека била подценета, така? супер проаѓа. Супер е прифатена, нели? Многу. Што сакаат повеќе, кога пее или кога игра? Она истовремено и пеи. Даде, што сакаат повеќе, што гледаат мажите повеќе. Νομίζω το show, γενικότερα το show. Όταν παίζω, χορεύω και το χαμόγελο. Αυτό είναι που Да. αγαπάνε. Јоана, кога прв пат дојде во Македонија, што беше она што го виде прво тука? Што очекуваше, пример, од нашата држава? Γενικά κάνω διάφορα tour, αλλά εδώ πέρα δεν είχα έρθει ποτέ στη δική σας χώρα. Σίγουρα είχα κάποιες σκέψεις, αν θα αρέσει αυτό που κάνω στον κόσμο, γιατί είναι πολύ... Проблем е дека продолжиме без теб. Секи сме кој се фалиме. Па се Ама фалите. Тоа го рече. Мене ме интересира како пример кај вас тоа го гледаат, како пример во вашата држава ги доживуваат Бузуки бенд. Дали пример кога гледаат, кога прикачуваш на сториња, претпоставувам го правиш тоа на твојот Инстаграм профил, кога ставаш сториња, прашуваат ли кои се Бузуки бенд, ќе дојдат ли кај нас да пеат? Дали пример ќе се стационирате само тука во нашата држава или може ќе ги однесиш таму? Ова сакав ја прашам за нас. Да, еве јас ја прашам, ти помогнав. Ναι, σίγουρα, γιατί είναι κάτι διαφορετικό αυτό που κάνουν τα παιδιά. Γιατί είναι οι μόνοι που τραγουδάνε ελληνικά σε αυτή τη χώρα. Οπότε και οι Έλληνες λένε «Α, ποιοι είναι αυτοί που γνωρίζουν ελληνικά». Οπότε τους αρέσει πολύ, είναι πολύ διαφορετικό αυτό που κάνουμε, αλλά και πολύ όμορφο ταυτόχρονα. Рада, јас ќе те прашам, кој знае да игра подобро грчкора? Македонците или грците? Грчко, Грчкора? а грците? Сигурно ли си? Македонците си Македонците. играат македонско. Македонците кога ќе почне грчкора, ја мислам дека први се фаќаат. Добро, некој знае, да. Добро. А нека играат. Ние сме се луѓе кои играат ја сакаме македонка и музиката. гркиња. Македонско едно, македонско едно грчко. Може, браво,